Музичкиот албум Псалми содржи аудиозапис во изведба на хоровите Свети Нектари Битолски и Света Макрина и соло композиции на протопсалтот Игор Гулевски. Љубителите на црковното пеење во Битола имаа можност да слушнат 10 црковни композиции, главно од композитори од 18 и 19 век, што авторски ги обедини Гулевски. Стапени се автори од 18 и 19 век, една композиција на професорот Коджабашија, првиот псалм, Блажен муж. Така да чест ми е во секој случај да промовираме CD со црковна музика во Битола, бидејќи Битола уште во изминатите векови бил центар на овој вид на музицирање. Издавач на музичкиот албум со црковно пеење е Националната установа Центар за култура Битола. Ова е еден проект кој што подолго време го работевме и придонесува за зачувување и негување на богатата традиција на црковно пеење кој што Битола од секогаш ја имала и многу соодветно се надополнува на бројните активности кои што ги има Центарот за култура во изминатиот период и во иднина кои што ги најуваме. Една композиција е на професорот Јане Коджабашија. Големиот композитор, музиколог, педагог и врвен познавач на македонското црковно пеење Јане Коджабашија ги представи своите 15 книги, меѓу кои најголемиот бисер е книгата Литурги со авторски остварувања од најголемиот македонски псалт Градоборски, кој живеел во 19 век. Се надевам дека и за Битола, за културната јавност на Битола ќе биде интересно да се види тоа, да се доживее и да не остане на тоа да ни се множат убавите работи во Битола. Целта е да се придонесе за зачувување и негување на богатата традиција на црковното пеење која градот Битола од секогаш ја имал.